Невладината организација Екогерила, како што велат на барање на граѓаните, им понудија на политичките партии документ со кој новата влада би презела обврски за регулирање на проблемите, односно заштита на животната средина. Овие барања го вклучуваат решавањето на проблемот на депонијата во Тетово и Полошкиот регион. Свесни сме на фактот дека сегашната влада или владата која веќе им завршува мандатот на 11 декември, немаат ништо направено за Полошкиот регион, особено или за западниот регион на Македонија во врска со менаџирањето со депониите. Веруваме дека идниот состав на парламентот ќе направи многу повеќе и идната влада ќе ги реши овие проблеми со депониите кои се еден од најголемите проблеми не само на Тетово, не само на западниот регион на Македонија, но и на целата држава. Како второ барање е да се отпочне постапка за трансформација на касарната на Тетово во градски парк на Тетово. Тетово нема доволно паркови, сите сме свесни за тоа и бараме барем касарната која наскоро се очекува да се затвори според НАТО стандардите, да се трансформира на некој градски парк. И како трето барање, идниот состав на собранието, па и идната влада треба да работи да го стопира и да нема да дозволи повторно отварање на фабриката Југохром без ставање на филтри. Најголемите политички партии од македонскиот и албанскиот блок не присуствуваа на потпишувањето на документот, кој го понуди невладината организација Екогерила.